Почитувани, борбата со невработеноста во Македонија ВМРО-ДПМН ја започна уште од првите денови откако ја формираше владата во 2006 година. Уште во првите 40 дена влада ВМРО-ДПМН го осмисли и дефинираше концептот за слободни економски зони во кои потоа дојдоа многу инвеститори. Во тие салинци, покрај Гентерм и Акомпласт, вчера се постави камен темелник на третата странска инвестиција ВИК во Прилеп, со која се очекува да бидат отворени околу 1000 нови работни места. Оваа инвестиција председателот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски ја најави во ноември минатата година, а вчера бевме сведоци на почетокот на нејзината реализација. Вкупната инвестиција изнесува 12 милиони евра и ќе се одвива во неколку фази во период од 4 до 5 години. Фабриката ќе се протега на површина од 5200 метри квадратни и треба да биде готова до март следната година, кога се очекува да бидат испорачани првите производи. Ветувањата дадени од ВМРО-ДПМН се реални, видливи и мерливи, за разлика од празните ветувања и лаги на СДС. Само за споредба, во времето кога владееше СДС во 2006 година имаше 366.551 невработено лице во Република Македонија. Денес, невработеноста во Македонија по првиот квартал во 2017 година изнесува 22,9% или во бројки 218.601 невработени лица или за приближно 150.000 лица помалку отколку во 2006 година и 734.043 вработени лица. Секогаш кога СДС бил на власт, се случува колапс на економијата и зголемување на невработеноста, со што екзистенцијата на многу семејства се доведува во прашање. Она што сакаме да порачаме на челниците на СДС е да продолжат со поддршка на инвестициите во нашиот град. Кадрите кои СДС ги постави да ги решаваат проблемите на граѓаните се непрофесионални, зашто најдобар пример е министерот за финансии, кој откако стана министер започна да разликува бруто од нето износи, или пак министрите за странски инвестиции, кои не собраа ни храброст за да во јавност вчера посакаат успешна работа на оваа нова инвестиција во Прилеп. Почитувани сограѓани, циркузот влада на СДС ќе заврши многу брзо. На лагата и се кратки нозете. Но како лагите на Бранко, ќе се паметат и лагите на Заев. Народот за кратко време ќе биде сведок за разликата во работата на владата на ВМРО-ДПМН и СДС.